Како можеше да измислат ново правило за враќање на браќата Маркес на стаза? Ничо, како си со притисок денови? Океј си, срцето работи како што треба. Сите ги осеќам денес, да. Осеќаш последици? Да. Ја дупла доза земам за притисок спуштање апче. Па можеме да прашаме некој од тркачи викендов што има up and down викенд што пиеле за да се смират. Бога ми, не знам ја што пиеле, што не пиеле, ама сите во бокс, сите покрај малите екрани и сите вкупно 100.000 за цел викенд на Силверстон овој викенд. Јас мислам дека требаше се доктори да си дадат. Мислам дека осигурувањето да знае, осигурувањата наши здравствени да знаеа дека на ваква тортура ќе бидеме изложени. Дека ќе биде. Како викенд е? Толку содржина, не знам дали ќе можеме да опфатиме што се испослучи све овие, ајде 2, 3, 5, 6 дена од прилика. Слушај, нека биде само недела, и само недела нека е доволно е. Да. Ако фатиме и на патека или вон патека што се случуваше, стварно мислам дека има доста епизоди да се снимат, ама ајде ќе компресираме во една. Како викенд е? Уште еднаш да кажам, 2 викенда поред MotoGP не подсетува зошто толку многу го сакаме, зошто не остава рамнодишни, зошто спортот се уште е најдоброто нешто што се случува на планетава Земја, кој што ти дава невиден адреналин. Значи невидена возбуда, невидена драма. Ја стварно мислам дека луѓе со слабо срце не треба да следат вакви работи, мислам. Не треба да бидат дел од овие. Да, со слабо срце со предуслов дека се фанови на баш јаки фанови на MotoGP. Нема врска че фанови, не фанови, не тоа остава рамнодушен нити драмата што се случи на главната трка. Да. Али пази, ако не си баш онака загорен фан, тоа што некој му се расипал моторот на една трка, ако гледаш како изолиран случај оваа трка, прв пат седнаш и гледаш, да, ќе те возбуди, меѓутоа да знаеш дека тој истиот пред 3-4 години се мачи да стигне до таму, онда стварно боли многу повеќе. Така да... Од кај ќе почнеме, Миџо? Од кај ќе почнеме? Ја би почнал... Ајде. Увертирата уште ќе повлечеме од предходниот тркачки викенд и она маестрална победа на Зарко, која што само по себе тој викенд мислевме дека не може да се надмаши, нели? Да, дека е one off. Да, каде што французи на јапонски мотор успеа да триумфираше и да прекине низ на Хонда, и тоа на истата Хонда го прекина, го прекина низот на Дукати, кој што сакаше да го сруши рекордот на Хонда, тука овакво ја направи лапсусот го направи. И ако продолжиме со наредниот ден објавата на Хорхе Мартин, кој што ја сметам сега вака од оваа дистанца за некој нервен слом што доживеа човекот и у паника во некој си, не знам, не афект, па валја афект, у некој афект објави можност за раскинување на договорот на непостоечки перформанси кои што он вика дека се слаби затоа што не се уопште не настапуваше. Мала исправка, не објави ништо Хорхе Мартин, објави motorsport.com со доверливи извори така да не беше од него. Ја пушти ја бувата и нели ако анализираме дека овакво дека немаше штама беше после тоа 3-4 дена, не се јави никој со демант дека тоа се случило, знаеме дека се случило само по себе. За да имаме пред трка изјава од Хорхе Мартин, ќе ја слушнете и мојата страна, нели, после во меѓувреме на Априлија имаше официјален став, да. Да, после објавата на Априлија дека они немаат не ги интересира тоа што се збори во медиумите, дека едноставно имаат важечки договор, така малце ладна изјава од нивна страна, али тотално разбирлива. И
шеќерна, како беше јаготката на шлагот беше победата на истата Априлија и изјавата. Ај да не ја тумачим изјавата, ти си ја гледал уживо, јас ја прочитав и така да има различен аспект на тоа, али ја отидов предалеку. Може да се вратиме на пол позиција. Да се вратиме на пол позиција, да се вратиме на трагичарот на викендот и да се вратиме на Rider of the Race, односно најдобриот водач овој викенд, трагичарот Фабио Квартараро. Значи, прво 0,3 секунди, 0,03, 0,3 уствари, побрз... 3 десетинки, да. Да, 3 десетинки побрз на квалификации. Значи, стварно неверојатно време. Сруши рекорд на патека. Да, свестен е, во изјавите кажа дека окей, брзи се, имаат брз круг, имаат се, меѓутоа во трка се уште се далеко. Излезе на спринтот, не успеа да излезе напред на самиот почеток, изгуби позиции и јасно беше кога има мотори пред него дека ќе паѓа надоле. Падна не претерано многу, меѓутоа повторно паѓаше надоле. Джек Милер беше добар, 3 Ямахи имаше во Q2 од старт, што беше сигнал некаков за Ямаха. Меѓутоа и самите не веруваа дека некаков резултат може да направат. Комплицирани услови, како и секогаш на Силверстоун, менување на гуми, заради ветер, заради ниска температура на асфалт, одење во непознато. Значи, пола од гридот зема софт гума предна, која што Мишелин рече дека не може да гарантираме дека ќе издржи цела трка, пошто никој пат до сега не е извозена цела трка овој викенд и не знаеме дали ќе издржи, односно Мишелин дури мислам дека рекоа нема да издржи оваа гума. Едноставно кажа дека нема извозена цела трка со таа компонента на гума, ама ја би се вратил да би се задржал на саботата кога изгледаше навидум се у нормала, затоа што завршија 1-2-3 Дукати повторно на подиум со браќата Маркез овој пат во обратен редослед конечно за Алекс предност. Марк го следеше малтене и Диджија на трето место, одличен резултат за него и за неговата самодоверба. Лош нормално за Пеко кој што изгуби од него на исти мотор, меѓутоа Пеко има во една многу подлабока дупка за разлика од Диджија кој што ја користи секоја прилика да ужива во кариерата која му е понудена, нели можеше да заврши пред 2,5 години сосема кариерата него во MotoGP, а сега вози на фабрички мотор у тимот на Роси, па нема нешто кој знае што да изгуби, за разлика од Пеко кој што комплетниот имидж и сето она што се нарекува светски шампион, толку му се ниша на една многу тенка гранка, да неговите порази се далеко поголеми од оние на Диджија кои што не ги приметуваме, нели не ги коментираме се за него простено да не кажам. Така да после врвот на Фабио и падот на спринтот, доаѓаме повторно до уште еден врв почеток на трка саботна, нели? Ова е неделна трка долга. Имаш еден битен момент тука во спринтот кој што е важен да се каже, кој што го објаснува резултатот во недела. Значи, последните 3 круга Безеки беше неверојатно брз на патека. Значи, Безеки напредуваше неколку позиции низ целата трка, за спринтот сега зборувам, меѓутоа темпото што го имаше на крај, мислам дека имаше уште круг или два, дека ќе се качеше на подиум. Значи, самодовербата што имаше во последните неколку кругови беше неспоредлива во поглед на другите возачи на патека. И дури тогаш рековме дека утре ќе биде интересно да се следи Безеки. И неговата форма за чудо или објаснува многу, беше многу подобра во сабота него недела. Победата нормално дека не мерлива со ништо друго, меѓутоа он од 19-то место за 9 круга стигна до 4-то место. Тоа е ненормален прогрес. Може да се должи на она 2023 победа на Алеш Еспаргаро, кога ја мислам дека една од најинтересните победи, затоа што во текот на трката он се вртеше вака лево десно да се ги гледа конкурентите, уште што не им си кривеше, знаеш, и да им направува. Буквално таква самодоверба возеше, никад го немам видено. И дури немам ни еден друг тркач видено со таква самодоверба, можда Роси времето кога знаеше дека на секоја трка ќе победи, онака
ноншалантно кога ги претекнуваше, али ова со Алеш беше, еве, кој може да гледа репризата од 2023 година, ќе ме свати што кажувам. Можеби тие податоци што ги има околу сетапот на моторот и самиот концепт на моторот одговара за вакви услови ненормални, али проблем ќе има ако одговарат само на оваа патека. Види, или е добро будење за Априлија и за Безеки, што се надевам дека е, да бидам искрен, или ќе биде баш буквално чудна патека, чудни услови, све наопаку, па ти, сите наопаку ти терсене, односно го погодија, што се вика. Останува да видиме во било кој случај драма имаше буквално на сите страни. Значи, во првата кривина падна малиот Маркес, односно Алекс Маркес, човекот кој што сите други Сега сме веќе на главна трка. Да, убедени дека ќе победи на главната трка, дека во принцип треба неговото темпо да се следи, затоа што никој друг изминатиот викенд немал темпо како него. Па и Пеко и Марк Маркес сите алудираа на треба да го следиме Алекс, треба да го следиме Алекс, оваа е трка негова, оваа е трка негова, најдобро вози, за на прво фаќање на кошница. Го урочија. Да, апсолутно да. Читав некоја анализа, повторно е Right Height уредот. Да, дефинитивно е тоа. Првата крвина на Силверстон не бара толку многу кочење. Тури втората кривина бара по-жестоко кочење, меѓутоа не можеш да влезеш во кривина ако не го пуштиш Right Height уредот после стартот. И приказката е дека мора да стиснеш појако за да може да се откачи тој уред, за да може да се деактивира. И веројатно комбинација на незагреана гума, на нели, појако кочење и ветер, што беше огромен фактор овој викенд во Силверстон, особено во неделата, придонесе да толку многу им се случува хаос на Дукати. Првата кривина, првото кочење на Алекс Маркес, 7, 8, 10 кривини таму, кога беше кривина 11, Марк Маркес исто така комплетно изгуби предница. И се случи чудо. Се случија Алеш Еспаргаро и Френки Морбидели се полюбија, они имаат таква една енергија меѓу нив привлечна, да не можат еден без друг, кога една трка ќе извози Алеш годинава и мора да се полюби со Френки, на кој му залепи една чврга таму, не знам, пред 2-3 години кога му пресече пат Френки, ако памтиш, и беше казнет и едниот и другиот беа казнати за тоа. Така да они се полюбија, се истори улја на патеката, а пошто не беа поминати повеќе од 3 круга, мораше да се рестартира трката, тоа е правило, нема врска со браќата Маркес, тоа им е нивната среќа и късмет. Значи, стварно, буквално, ја добија втора шанса. Среќа некој да има, не сум видел. Па пази, доби среќа и Френки Морбидели, така? Да, апсолутно да. И Алеш, само што Алеш се повлече затоа што имаше проблеми со потрошувачката на гумите, мислам, да. Алеш тестираше нешто сосема ново, мислам, не беше неговата цел да... Да, да, имавме втор старт на трката кој што беше комплетно различен. Значи, втор старт во кој што Алекс Маркес беше премногу предпазлив, ми се чини, му беше страв. Чекај. Извини, јас се убацив, а требаше да го анализираме моментот на Маркес и неговиот пат. Ајде. И што беше многу сличен на падот на Алекс Маркес, да не кажам идентичен, со тоа што не беше вклучен тука Right Height девајсот, што не враќа на Америка на Кота, грешката што ја направи во Кота и во Херес. Значи, знае дека овој мотор не е совршен дефинитивно, меѓутоа понелата атмосфера и се случи тоа што се случи, сплет на околности, ладна гума и така натаму, меѓутоа уште еднаш се докажува дека Дукати со GP 25 или 24,9, како и да се вика веќе тој официјално мотор, отидоа чекор поназад и не може никој да ме убеди дека Пеко со 11 победи од прошлата сезона немаше да му парира на Марк на стариот мотор, меѓутоа ако беа и двајцата на стариот мотор, ќе имаше некаква си разлика, ама не ваква. И сигурен сум дека Алекс Маркес немаше да биде подобар од Пеко Бањаја и доаѓаме тука до уште еден нервен слом покај на Фабио Квартараро.
каде што гледавме сцени на Очејка и Пеко, кој некако на почетокот успеваше да се држи при рестартот, успеваше да се држи до врвот, меѓутоа и он попушти неговата предна гума, она што се жали цело време дека нема никаков осет на предницата, што е хорор филм на брзини на 300 на сат, нели? И да се вратиме на рестартот, нели? По рестартот повторно Фабио Квартараро сега веќе искористи шансата да поведе. За него Пеко успеваше да се плетка со Марк, кој што се гледаше дека вози исто така во грчево. Пеко можеби малци дури еуфорично го напаѓаше Марк и се бореше. Човекот се гледа дека се бори, не завршува на 15-то место, туку е или при врвот или паѓа, што покажува дека сака нешто да извади од целата трка и сака да покаже дека не е за фрлање. Меѓутоа, после неговиот пат почнаа да се подредуваат работите како што се подредуваа, се до моментот кој? 3 точки? Падна Пеко. Ако мислиш на тоа. Па да, падна Пеко. Двајцата со Маркез промашија дебело кривина, беа хаос на патеката, паѓа како крушки надоле, па постоа Марк малце од малце, мислам, успеа да се консолидира и реши да нападне напред, меѓутоа Пеко падна, Зарко задржа позиција, Джек Милер изненадувачки почна да паѓа, па се врати, значи што беше буквално изненадување. Едно време беше втор, што беше за неверување, меѓутоа беше одлично за Квартараро, значи за неговата самодоверба и слично, веројатно беше одлично и за репер некаков за да знае дека не претерува, дека не е премногу ризично со тоа што го прави, затоа што правеше неспоредливо побрзи времиња од сите други на патеката. Да. Дури во еден момент кога Безеки почна да му се приближува, па се намали на 4 нешто секунди разликата, Квартараро брзо ја врати назад предноста на над 5 секунди, што кажуваше дека е тотална контрола. Да. И мене ме радува што и Джек Милер остана тука некаде во топ 4, кај заврши на 4 или 5 и заврши. Не, мислам дека падна до 7 негде, мислам дека падна нешто така беше. Не знам ја точно, треба да видиме. Ама му честитаа на крај заради борбата, верувам дека и него за само до вербата ќе му значи на краиштата. Тоа знам ја дал се најде кај што не заслужува, па и не е дека се најде на место кај што не заслужува. Он од секогаш покажал дека е брз возач, меѓутоа дека има проблем со менаџирање на гумите и со останување на моторот. Се успеа едната барем работа да елиминира. Така да, окей. Джеки сам во своите изјави се кажува дека не може да вози конзистентно со едно исто темпо, со еден исти ритам цела трка. Значи не е како карактер, како психички подкован да функционира така и вози многу на адреналин, вози многу на импулс, затоа и прави толку грешки, затоа и толку пати и затоа го сакаме. Нормално. Ете сега да кажеме официјално ако некој не фатил информација, ќе вози на Сузука 8 сати за Ямаха за тимот на Ямаха. За фабричкиот тим, да. Супер. Значи се беше супер, воодушевувачки беше темпото на Зарко, кој што нели докажа дека она што го видовме пред 2 недели во Франција и не било резултат на чиста среќа, коинциденција, дожд, мокра патека, тактика, гумити, реков ми рече. И покрај тоа што и оваа трка имаше коцка со стратегијата, имаше коцка со кои гуми ќе ги одбереш. Не можам, се обидував кога гледав трката да направам нека разлика поискусни, понеискусни возачи, кој каква гума одбра, кој колку ризикувал. Безеки беше чисто на софт, имаше и други, и Педро Акоста беше на софт, и ако ништо не направи, знаеш, кој ги стави Квартараро во еден куп и Зарко во еден куп, да кажам, стари волци, иако Квартараро далеко од стар волк, ама многу поискусен, да речеме. Да, има километража, има фатено од другото време, ајде да кажеме, и по стил, и по искуство. Сакам да кажам дека, значи, овие сега одбра софт, ризикува, им се исплатеше тоа, меѓутоа не беше баш по тој основ дека можеш да ги квалификуваш одлуките. Прилично храбра одлука, искрен да бидам, кога стартираше Квартараро, кога направи толку голема разлика, имав чувство дека постоја ќе почне да паѓа и ќе се случи на трка на Мартин кога ги уништи гумите кога не можеше да заврши. Филип Айланд. Филип Айланд, па ја споредува оваа трка со Филип Айланд премногу, затоа што заради дождот, заради ветерот и така натаму. Апсолутно, да.
Ама се испостави дека Фабио многу добро знае што прави. Односно дека темпото и ритмот што го држи не е толку многу луд колку што ни изгледаше во еден момент. Сега, кобна ситуација, 7-8 круга пред крај, колку беше, му се заглави рајт хајт уредот, повторно и не можеше да заврши трка. Тажно, претажно, мислам, нема што да се каже. Ужас. Срце ми се кине и мене, срце му се кинеше и него. Публиката на нозе, сите му аплаудираа, се обидува да го дигнат, новинарите после тоа и дебрифот го гледав малце и читав изјави и другарот негов најдобар што му е како менаџер во тимот Том Томас, нели, го бодреше, го храбреше, ама што да правиш, пуста несреќа. Не, тоа покажува целата тежина што ја преживеа за овие неколку години. Значи, он имаше шанси да вози за Априлија оваа сезона, така колку што знам. Да. Значи, беше во игра пред Хорхе Мартин, ама одлучи да верува во проектот и веројатно и во парите што беа понудени со проектот. Меѓутоа, сепак неговиот тркачки инстинкт е појак од све и треба да го издржиш сето тоа. Како што знаеме и кај Марк Маркез беше случајот многу во тешка состојба, нели, кога ти е здравје вклучено, а не само кариера. Така да, они двајца некако се одвојуваат и по талент, меѓутоа и по некаква си судбина. Сега да, ако гледаме така и Жоан Мир има таква некоја судбина да вози со неконкурентен мотор неколку сезони, исто така го сметаме за некаков ултра талент, ја барем се уште го сметам, иако има само една победа, познавајќи ги неговите воžњи во пониските класи, како маестрално возеше, мислам дека го има тоа у него, како што го има и Раул Фернандес, само што никако не излегува на површината. Стигаме до една ситуација во која што можеме да ги категоризираме грубо возачите кои што возат сега во MotoGP во две големи, да речеме, грубо дефинирани групи. Едното е луѓе кои што се спремни да го надвозат моторот, кои што се спремни да го изнесат моторот надвор неговата комфорт зона и своја комфорт зона и да им шета, да им лета лево десно под себе, меѓутоа да им дава многу фидбек, да им кажува точно во која ситуација каде ја губи контролата, каде губи допир со подлогата за да може да го излезат како што треба. И тука нормално го ставаме на чело Маркез, кој што цел живот надвозува мотори и не му е проблем нели моторот, ги пегла сите тие работи, дури и Пеко го тоа го признава јавно, за жал би рекол јас. За жал на сите Росиеви навијачи. Го имаме тука Фабио, кој што дефинитивно, нели, знаеме дека тоа го може. Го имаме и стариот волк, би го нарекол сега Зарко, у таа ситуација, кој што све живо и диво видел малтene во својата тркачка кариера, извозал све живо и диво и не му е проблем, нели, да вози. Иако имаше некои моменти као стил дека не кажувам јас сега како го правам ова или како го правам тоа, како крие. Тоа е факт дека го прави, па сега како го прави не е битно тачно да. И значи и останатата група на возачи каде што веројатно некаде во позадина би влегол и Мир, меѓутоа на чело би го ставил Бањајат и се возачи кои што возат идеално. Значи возачи кои што ако има идеални услови, ако моторот е онаков како што треба да им биде, они знаат да возат перфектно, ме свеш. И тука и Алекс Маркез, тука и Бањајат, тука се до некаде и Безеки, целата таа некоја категорија, и Ди Антонио и така натаму. Да, извини, Ди Антонио, да, би го ставил, меѓутоа до оваа трка ќе го ставев и Марко Безеки, меѓутоа факт е дека он направи чудо со не видовме дека постои друга Априлија на стазава. Апсолутно, да, ама ајде да видиме. Да, ако се продолжи втора и трета трка вака, окей. Слушај, Лани Ринс победи у Америка, како ти кажам, од нигде никаде. Ај објасни ми го тоа. Океј, да, тачно, да. Имавме еден таков феномен, да. Ајде да видиме, без свака, значи да не биде и без неки феномен. Еве, ќе го објаснам просто со тоа што имаше почетни проблеми GP24-ката за адаптирање на онаа гума што ја избаци, задна гума Мишелин, не можа потенцијално да го извадат и од која го наштелува, а после никој не можеше да ги види. Ќе го додадам, ако се враќаме на ланската сезона и Педро Коста, ако памтиш дека првиот контакт со КТМ-от на некој му беше ултра успешен, затоа што не знаеше што е тоа четар, не знаеше што е тоа вибрација. Никој не му кажал, знаеш, дека постои и он го надвозуваше, дефинитивно го, мислам, апсолутно да.
се фрапиравме како тоа Бред Биндер до вчера беше Супермен, сега е пообичен Кларк Кент. Така да, ете, би ги додал и овие двајца у групата и би го додал Хорхе Мартин дефинитивно. Како некој што знае да извози. Хорхе Мартин не го надвозуваше Дукати Талани, реално да видиме. Возвучи идеалка. Немаме репер со втор мотор, за разлика од Зарко, можеме да кажеме дека он се што фатил до сега, освен КТМ, успел да направи добри вожњи. И уште првата сезона со тек 3 Ямаха му беше феноменално Зарко. Он веќе водеше во Катар на првата трка до оној пат и мислам дека тотално у друг правец цела кариера. Имаше серија падови кога се бореше за првата победа. Да. Трагикомичар, да. Така. Али окей, да се вратиме на сегашноста и она што го кажа ти, да, се слагам, дури пред подкастов го размислав, буквално исто тој баш ме изненади кога го почнам муабетов, али окей, тука сме, оваа трка, некако Силверстон секогаш ги вади овие, ги раздвојува групите на типови возачи. Тоа е факт. Како и да е, да бидам искрен, знам дека ете имаме 11 различни победници во 11 различни гран-при трки во последните 11 години. Сите се надева и очекува дека тоа ќе биде Алекс Маркез, меѓутоа повторно има различен победник, ама не беше Алекс Маркез, туку беше Бедзеки. Може би заради новата фризура. Мислам дека клучен фактор беше што симна некој кило од А и овој флоу, знаеш што го има оној флоу? Му фалеше тука со крилтата, не му беше компатибилен. Даунфорс доби поголем. Немој само да почнете другите. Колку ни треба такви ликови во MotoGP, многу ни треба. Немој само да почнете другите таква фризура да прават, ќе биде ужасно да гледаш. На Джек Милер му фали малет таков, да. Добро, на него најприродно би му одговарало сепак е од Австралија. Со брковите, да. Комбинација идеално. Бори мајко. Ултра возбудлив викенд. Сам сакав да кажам дека Силверстон и покрај тоа што секоја година носи некаква драма, никој пат не е трка каде што толку многу, знаеш, има конзистентност да кажеш, сега овој му лежи поише, овој му лежи помалку, секој пат има некој X фактор кој што улетува од нигде кој што прави нешто, да. Види, самата ширина на патеката и тој флоу што го има, дозволува да има претекнување. Пазите какви претекнувања гледавме во влезот на одние врзани бекетс и како и да се вика. Апсолутно лудница. Значи ти влегуваат тука, не знаеш дали од лево или од десно ќе влезе, дали од надворешна или од внатрешна страна, а тука се веќе брзини на 250, така да мислам, не знам. Убавината на трка, на згоре на сите драми, убавината на трката беше што имаше многу поминување, имаше борба. Значи, дури до самиот крај Маркес и Френки се бореа, значи влегоа малтаме тркало на крај. Морбидели толку условно речено безобразно рече сега ќе те победам. Не, тоа е тоа што сакаме да го видиме, да. И Зарко на Алекс Маркез му влезе доека веќе се пробиваше нагоре, мислам имаше онака дури као да тргни се, ја треба да пројдам, знаеш, онака таков став имаше веќе што само покажува колку самодоверба има во моторот. Немаше непрепотези, мислам, беа одлични поминувања. Да. Адреналинот што го доживеавме на таа трка, мене ми беше многу интересно. Јас гледав на Арена спорт каналов, каде што се префрлеа од спорт клуб Срđan Ерцак и Паја, и сега имаат нов дечко као коментатор Урош, се вика, за мотори, а Паја си остана на Павле си остана кај Срđan не коментираше? Срđan ги коментираше и двете, тоа сакам да кажам. И сега имаш MotoGP се пролонгираше, нели, заради стартот, рестарт и така натаму трката и влезе во терминот на F1. Срđan Ерцак коментира MotoGP и сега веќе завршуваат проаѓа низ целта и така натаму, остануваше некоја минута и е напукан онака на милион адреналин. И има свичување на Формула 1, само што не заспа човекот. Значи, почна да мрчи. И сега што? Ќе чекаме да дое safety car, да има некој инцидент за да се претекне некој. Знаеш, и почна беше да станува негативен, не е ни свесен дека некој стварно
Више политиката ја става на страна она као добро однесување коментаторско, неговото вистинско ја излезе на површина и Павле вика, па добро се, не е баш за толку, знаеш, тркава досадна е. Покушава да излечат нешто и едно време на Ерцек му текна што кажа и што у која состојба дојде. Знаеш, ама стварно напукан надале. Многу интересно беше тоа. Мислам, ја ќе умешам пак Формула 1. Ја по безсмислена трка од оваа у Монте Карло неам гледано у живот, мада последниве 5-6 години е така Монте Карло уназад, али ова беше процесија невидена, значи поголема глупост е, значи тотално нека им дадат болиди од F3 и нека возат со тие F3-ките иста класа, нека бидат само други возачи и за да има претекнување ова е несоодветни се тие болиди за таму. Паралелот ја направам со моторите кај Silverstone, каде што оваа патека ни покажа дека и right height девајси, и аеро, и доминација, и недоминација, значи тука се анулира сите тие предности и тие гаджети немаат толкаво влијание, освен кај падовите на Алекс Маркес и фиаското на Фабио Квартараро, значи тотално непотребни гаджети. Мислиш на Бањаја, сакаш да кажеш на Бањаја? Не, на Фабио Квартараро, нели му се заглави добро, Мислам, безсмислени помагала кои што кога веќе сите ги имаат и не се некоја предност кај никој така да. Али добро ќе ги нема. Чекаме до 2027, да. Па сега ќе ги нема, ама ќе кубурат уште година и половина. Дека Silverstone не беше толку изначувачки, како да кажам, мегдан само за MotoGP, ни покажа и другите трки. Овој викенд имавме лудило други две трки, значи која од која? Moto2. Да. Со Moto2 почнавме, да. Значи Moto2 беше као да гледаш Moto3 трка последните два круга, само што вие возеа петорици или шестица цела трка. Да. Страшно добра трка, да. Ја Ја мислам дека за мене најдобро до сега од Moto2 пробувам да барам у регистарот у глава нека Moto2 трка која што била толку интересна, ама верувам дека не може да ми текне. Стварно не може да се сетам. Мислам, ужасно многу ми е криво за Канет на крај, затоа што и лани на стартно цел изгуби првата позиција за втора, а вчера изгуби прва позиција, падна дури на четвртото место, иако пак ќе кажам, ќе те повторам тоа ти што ми пиша кога се кутав после трката под своја вина. Значи ризичен потек направи, се карамбол си направи внатре у гужвата, не требаше да ризикува толку, требаше да најде друга тактика, ама Пази, извини, едно е кога имаш 3-4 победи у сезона и идеш на се или ништо или ќе победаме. Сега ти си лидер у шампионатот, не може така да вози, не може да се дозволи или прво или ниедно. Мора да иде на резултат да собере бодови, мислам ја. Добра, зашто Канет не иде понатака во категориите, очигледно е овој проблем затоа што е ултра експлозивен. Сега заради тоа па ти го сакаш и доста фанови го сакаат као уникатен возач. Меѓутоа не знам дали е во стадиум на кариерата каде што може да си го дозволи ова. Веќе има и он годинчиња. Како и да е, мора да ставиш контекст. Значи он буквално 17 круга водеше и покрај тоа што се дешаваше хаос позади него, значи буквално хаос, успеваше комплетно да го остави тоа зад себе. Значи, дали бил свесен, колку бил свесен, што се случувало зад него, не знам, не знаеме. Не, свесни се, они многу добро се свесни, што од монитори, што од тоа што слушаат позади што се случува прилика, знае дека му некој му дише врат, окей, извините, да издржиш толку кругови, да стигнеш до последен круг, на последна крина, последни две кривини, и да ти се деси таков хаос, кога си стварно, буквално Господ знаеш што се дешава у глава. Значи, не можам да кажем, ова е до карактер, ова е до... Мислам, кој е тој трезвен однос таму? Значи, угужва со 4 моториси. Кој е тој расуден, трезвен момент и одлука што правиш? Значи, милисекунди се упрашање. Се слагам, да, и плюс нема искуство он во борба за титула. Има искуство во победи. Ова му е сефта сезона, каде што е блиску до освојување на титула.
Така. И можеби после оваа трка можда малце поинаку ќе размисли, ама ете, и тоа е дел од искуството, да, окей. Уште еден контекст тука. Главниот конкурент за титулата беше многу поназад. Дури мислам дека и падна, ако не се лажам. Падна, да. Беше поназад и после падна. Така да, од Гонзалес тој направи аспект, поголема глупост од него, далеку поголема глупост од него направи. така да, од тој аспект си викаш, окей, овој падна секакаш, освен бодови за мене е плюс, ме свекаш. Мислам, сега ќе идам на победа, на се или ништо, ако не, ќе идам на шо и да е. Ама не рачунаше дека е тука Егиус, уствари Сена, повторно Сена победува на патеките, кој што си искористи идеално шансата, онака ги гледаше, ги следеше, ги многу блиску беше цело време, некад знаеше и на втора позиција со Давид Алонзо, ама ги остави на крај да они се закошкат. Изан Гевара за жал не успеа да издржи темпото, да не го издржа, беше четврто тука, негде беше, меѓутоа не е далеко од тоа дека можеше да се вмеша за победа, али добра трка и за него, ако гледаш каде претходните трки завршуваше позади него. Освен Арон Канет, сите други се бореа за прво прва победа, прва победа. Да. Значи сите тројца други, четворица се бореа за има прва подиум, Изан Гевара има подиум и он, Алонзо нема подиум, а никој од нив тројца немаат победа, така да улогот беше голем, влогот беше. Да. Значи како и да е, како да кажам, прекрасна трка. Океј, можеби на моменти наведов повеќе за рукито на ЦФ да излезе на највисокото место, меѓутоа не успеа и он. Ама зрело се изведе трката ако гледаш. Он ужасно зрело излезе. Он не заврши прв само заради Канет. Да. Апсолутно да. И последната трка што мора да ја спомнеме и последна во распоредот беше, ја не ја гледав цела, гледав само малце хайлайтс, меѓутоа го слушнав предвидувањето на Маркез денеска на социјалните медиуми, не знам дали го фати. Кога почна трката, Маркез негде во некоја соблекувална некаде, не знам што, рече само како се викаше, Холгадо, не, Холгадо беше, така? Килес. Не, кој победи на Килес или Руеда? Не, Руеда. Рече Руеда from last to first. Believe me, Руеда from last to first. И Руеда од последен. Значи само треба да се каже, иначе можеш ти све. Не знам дали го имал го слушнал Маркез предходно или Маркез него му го кажувал ова, како и да е, имаше една снимка кај што Маркез вика Руеда ќе победи од последен прв и ги даваат после тоа, нели? Неверојатно е тоа стварно, тоа беше, ете, да се заокружи викендот преинтересен цел викенд, се заокружи баш со мототројките. Не знам колку се свесни луѓето што пропуштаат, што не ги следат, што ги гледаат само кралската класа што ја гледаат, али такво задоволство, такво нижење на еден по еден противници. Коста мислам дека имаше едно такво слична трка во Катар. Од боксот, не од последно, од бокс тргна. Мислам, уште положи. Да. Јас памтам една трка, Джан Онджу имаше слично таква трка, ама на дожд и тоа му беше прва и задња победа во мототројки и после нели се пребаци во супербајк, ама тоа се исклучителни возачи, дефинитивно. Јас Руеда, кај слушнав на некој од подкастите, као никој не го знае дека постои Руеда, нема таква харизма као, не знам, Давид Алонзо и така натаму, као Марк Маркес, меѓутоа дечкото има потенцијал и вози секоја чест. Една битна работа што ја приметив кај Moto2, што ми се допаѓа многу, затоа што сме мрчале јас и ти на темава претходно, а ова е добро ветување, односно најава. Имаме јужноамериканци двајца. Значи имаме возачи кои заборавивме да го спомнеме, бе, Морира. Да, бе, каква грешка. Имаме возачи кои што се шпанско говорно подрачје и добро, ова е португалско, така наречено тркачко говорно подрачје. Меѓутоа не се ни италијанци ни шпанци, туку се од Јужна Америка, што
еве ги гледаме дека се таленти, гледаме дека се голем потенцијал и ме радува затоа што ветува дека MotoGP ќе може да очекуваме во блиска иднина да се шара малце повеќе. Особено и Турчин ако влезе во MotoGP наскоро и така. Да. Па, тоа е потребно на шампионатот му е потребно, само да него осакати Супербајк, нели, со самото тоа, пошто и Булега се спомнува во комбинација. Ама се тоа... Ќе го пуштат Джек Милер, ќе биде забавен. Джек Милер и Петручи ќе се маклјаат у World Superbike. Па, добро, да, нека дојат млади сили. И Јаноне, замисли колку забавни ќе видат тие трки. Ќе дојдат млади весили, ќе прогресираат во категоријата. Не е убаво ако World Superbike стане мегдан за пензионирани MotoGP возачи. Тоа не ми се допаѓа, не верувам дека ни на Дортмунд се допаѓа, затоа што можеби од една страна ќе донесе поголема гледаност, пошто доаѓаат возачи кои што имаат веќе публика, некакво реноме стекнато. И нема да треба да градат од нула. Се Булега гради од нула некакво реноме. Не знам воопшто дали има изградено или нема. Можеш да видиш дали има со негова бројка на World Superbike мерчендайз. Инаку ќе идеш на трка да видиш колку различни производи има со негова бројка. Јас се обидував да најдам на пример со Петручи и слично Superbike во официјалните Дукати продавници нема ништо. Значи не можеш да најдеш никаде. Има нешто на сајт, ама многу малку. Така да, тоа ти е само некаков одраз на нели, популарноста и на пазарната вредност, условно речено, кај овие возачи. Ама, боже мој, ќе видиме. Ни следува одма викенд, немаме пауза, немаме ништо, одеме се сели MotoGP во Арагон, ако не се лажам, така? MotoGP во Арагон, ама кога сме веќе кај Супербајк да спомнеме дека него искоментиравме тркачкиот викенд нивни. Да. Чекај сега, Кремона беше, што беше, кој беше последниот? Не Кремона. Мост. Да, Мост, каде што имаше исто така преубаво тркање, секако помеѓу двајцата протагонисти се ги зборавме сега, само што ги завршивме. И третиот, исто така, ти што го спомна. Значи, Булега и Топрак ги минува позициите на врвот, со тоа што од почеток на викендот Топрак доминантно делуваше, значи имаше под контрола цела ситуација. Се до последниот круг во втората трка во недела, каде што он доживеа еден шамар, да кажам, условно кажано, како што кажа, проблем со електроника, прекин во испорака на снагата на моторот. Сега дали беше така или не беше така, не знаеме, дали ја потроши гумата или не ја потроши, па не знам точно што беше, меѓутоа факт е дека Булега ја искористи шансата зашто му дишеше во врат и беше секојаш подобар во тој последен сегмент на кругот и едноставно прошеше покрај него, не знам колку беше, 0,02 или поимања во илјадите делови како се делеше финишот, фотофиниш буквално, и не е тоа само бодовна предност, него и психолошки му се враќаат кошмарите од сезоната каде што Баутиста го претекнуваше така во последна кривина и он се наоѓа во една фаза во кариерата каде што е една раскрсница дали да остане и да си победува во Супербајк, пошто верувам дека тоа може да се случи, или да ризикува и да оди во MotoGP, да оди по слава, да оди по нов предизвик, да оди по сигурно многу поголеми премии и примања. Сега не знам, ќе видиме како ќе настапи на нареден тркачки викенд, ама беше стварно добар тркачки викенд и Супербајк си покажува дека може да покаже многу добра трка. Да, апсолутно да. Особено последната, мислам, втората трка долга во неделата беше лудило за сите пари. Значи, ја би рекол класична Супербајк трка од времето на тројцава со Реа, Баутиста, Топрак, попара се праве. Се разменува, да. Штета што Петручи не можеше да им парира, он го обезбеди третото место на сите трки, што е исто така одличен успех за тим кој што Барни Рейсинг имаат српски спонзори и така натаму, значи тимов е, како да ти кажам,
Да, Мислам, ќе го си најдам спомнам? после. Да. Ќе го Вау. најдам. Да. Значи Добро, некој не. тимче е тоа, веќе не е ни тим, ама Данило вади многу од целиот пакет и успеа да се наметне барем колку толку да ги одвои, ето, најдобар од остатокот од караванот. Да, апсолутно да. Чекам малку да дишам се. Се превозбуди повторно зборувајќи за трката. Тоа зборевме, дали ќе собереме све, сигурно има многу работи што не ги кажавме, ама сега мислам да не бидеме и ние овако. Јас категорично Досадно имаше, чекај, што имаше кај Супербајк? Не, Имаше некој инцидент инцидент измеѓу Реа и Баутиста. Па да, окей, ал имаше на тренингот некој инцидент, па Реа као дошол да му се извини на Баутиста, па Баутиста нешто почел да му објаснува и Реа му кажал, слушај, не дојдов ја да ми објаснуваш ти гачки, да ми кажеш, треба да се извина, ако сакаш да прифатиш извинување, добро, ако не, си се свртал и си отишол. Трка, да. Ети, тоа се дешава. Да. Се правило муабет на човекот кај да петиш ти. Види, да се вратам назад на MotoGP. Нема да ми објаснуваш се ти многу. Да, гумите се, мислам, се враќам назад на MotoGP пак, да си кажам нешто што некако свесно, можеби наивно одбивам да го коментирам и да му придавам значење. Гумата задна на Мишелин ова, гумата задна на Мишелин тоа. Гумата предна не давала фидбек, ти реков ми рече, мајсторе, сите имаат еднакви услови, значи сите ги имаат истите гуми, сите имаат мотори, сите имаат инженери, сите имаат податоци, сите имаат крилца, райд хајт, шо и да. Значи дај баталете се овој нашол да начин како да решава ова, нашол начин како да решава тоа. Значи све е уреду. Тоа се условите на игра, така. Не чини гумата. Океј, да. Ако си муж, најди начин да направиш сетап кој што ќе му одговара на твојот возач, во кој што он колку толку ќе може да функционира. Ако не можеш да најдеш сетап, ако не може возачот да се навикне на сетапот што ти можеш да го најдеш, поедноставно не е од една страна грешката, него е од две страни грешката и џабе правиме муабет, затоа имаш ти шампиони и шампионски тимови и немаш шампиони и шампионски тимови. Значи да имале сите секогаш идеални услови, па дајте им на сите исти мотори, нека возат N класа, мислам сега како што да правиме муабет. Од една страна сакаме да се проверуваат тимовите, од друга страна овој мотор со гумата ова не му чинила, гумата не чинила, гумата ова, гумата тоа. Пази се една паралела не е, него не знам како да кажем од овој муабет ти што го почна, мене ми се изроди една мисла. Замисли што ќе беше ако наместо Маркес останеше Енеа Бастианини или било кој друг возач во Дукати и наместо Маркес кој што рипна од магарена конј, каков таков конј сепак, да беше некој возач кој што не знаеше за подобар мотор, односно, кој што го возеше GP24 претходно и кој што ќе знаеше заедно со Пеко да каже дека овој GP25 мотор не го бива. Не ни го даете. Ја мислам, убеден сум дека ќе остане на 24-ката. Убеден сум, затоа што Пеко знаеше уште тогаш коментираше дека нешто не е уреду со моторот. Ама Маркес кој што од 23-ка рипна на 25-ка, него провозника 24-ката, рече не бе оке. Така покажуваше на стаза добри резултати. Да те подсетам само на нешто друго. Ајде. Во таа ситуација, Маркес ќе останеше на 24-ка и очи немаше да му видат уопште никаде никој на патек. Да. Ама ќе останеше и Пеко, сакам да кажам. Имаше поинтересна борба. Не знаеме дали ќе останеше, не знаеме дали Маркес бил финовен дека овие се префрлено на мотор, сепак е тоа одлука. Слушај, може да угресини ако останеше Маркес, па GP25 ќе му даде фабричка, нели? Тоа беше поентата да добие најнов мотор. Види, ама ајде да се вратиме сега назад. Значи кога беа тестовите, не беше Маркес тој што рече не чини мотор. Не, по тоа зборам. Прв беше Пеко што рече не чини. Тоа зборам дека Пеко и даунгрейдот што го направија беше за Пеко. Мислам по основа на плачењето на Пеко. Не. Ал пази, они даунгрейд не направија, тука направија компромис од многу лош мотор и нешто помалку лош. Ако беше фул GP25-ката толку добар, немаше да направат хибрид, они направија хибрид.
за да нешто испеглаат. А ако го послушаа Пеко, ќе се остане на 24-ка. Тоа сум 100% сигурен. Зашто он може да направи разлика од 24-ка на 25-ка. Марк не можеше да направи. Он немаше шанса да направи разлика. Тоа сакам да кажам. Да, меѓутоа, зашо правиме муабет? Правиме муабет за нијанси. За комплексноста на спортов. За комплексноста. Дека има многу позадина за сето ова да дојдеме ние. Види, ако било кој спорт, кај што имаш вклучено било каков тип на технологија и луѓе, па и само луѓе, е комплексен. Значи што помалце комплексен е тимски спорт со 5 луѓе на терен, 12 вкупно што играат со една топка. Помалце комплексен, значи ти треба 5 карактери да вклопиш да играат заедно. Мислиш, не 5, 15 карактери и психолошки состојби да ги споиш да играат и да изиграат еден викенд. Final Four заврши викендов, па за тоа ти правам ваква паралела. Ја не бидам ни толку. Да. Само кажам, се живо. Јас во ГП двојки, ајде сега имаме двајца конструктори во мото двојките. Да, мото. Да беше, замисли да беше еден произведувач и на све, и на гуми, и на мотори, и на шаси, и на све до штрафче. Пак на еден ќе му одговара кој стилот. Да, сакам да кажам, пак на еден ќе му одговара стилот на тој мотор, на друг нема да му одговара. Така да идеално не постои тоа. Не. Јас само сакам да кажам дека трпната работа на Фабио на Пеко Бањаја отиде у неповрат, затоа што покрај него вози некој што може да вози све, како што каже, може и на трактор да вози, да биде брз. Меѓутоа тоа не значи дека тимот оди во правилен правец на развој на моторот, како што видовме со Honda претходно. Така да малце ќе се измешаат работите тука и за жал можда Пекот никад више нема да освои титула. Можда. Види, не му посакувам тоа дали Не. Во секој случај, ако остане во Дукати, јас мислам дека тоа ќе се случи. Имаш неколку други моменти сега. Значи ние гледаме епизода на Ямаха сега. Значи гледаме Ямаха која што доаѓа пред трка и вика: "А не, ние немаме темпо" и ова искача 5 секунди пред сите. Или немавте темпо, така? Да. Нели ве четврка ќе развивавте? Сега да еднаш 5 секунди кој пред сите. И тајма так им ги руши сите рекорди, ме сваќаш. Да. Добро, имаше на квалификации имаше шанса Маркез да му парира на времето, ама имаше жолти знамиња, никад нема да дознаеме, а не битно. Се е вред. 3 трки поред вози најбрз. Така е. 3 трки, значи не е инцидент. Не, нема гаранции дека Маркез ќе го победеше, нема гаранции. Имаше жолти знамиња, тоа е факт. Да. И сега, дали Ямаха знае што развива и во кој правец оди? Значи 3 мотори паралелно развиваат, прават, пустат, кој Господ знае што им се дешава таму. Овој победува, мислам, скоро да победува се на патека, со мотор кој што ви се спремни на пола на сезона да го сменат малтене. Што замисли ги оние од финансии, што правите ве? Пари за шо ви даваме? Што правите ве? Од друга страна, Маркез ги зафркава Honda дека им останале многу пари за развој, па сега фрлаат пари на развој. И вика паметно потрчете ги. Да. Го фати тоа, дека се зафркава. Да. И сега, знаеш, Honda фрла пари, окей, нешто се дешава, нешто не се дешава, Господ знае, дали е до Зарко, дали е до моторот, дали го уденале или не го уденале. И имаш Априлија која што нема и одеднаш без еки диштиш прави резултат. Така, очигледно никој не знае што прави и кај прави. А имаме таква среќа што е таква ситуација, како што кажа, можеше да се заврши сезонава веќе со доминација на Маркез и Дукати. Ние прогласивме сезонава дека ќе заврши со доминација. Не само ние, и многу други кои што го видоа како се облекува Маркез у црвен комбинезон. Така, нели тоа логички не е исклучено дека тој понатаму ќе доминира. Пази, пак заврши на подиум. Значи, у катастрофален викенд, он завршува на подиум. Да, али пази, пак ќе кажам, 3 пада. 3 пада во 7 трки. Он воопшто не беше насмеан во ниеден момент, дури на подиум кога се качи онака беше, знаеш, малце ху. Единствен момент кога искрено се насмеа беше моментот кога си го гледаше реплеот како ги собира оние со глава, со кацига,
као ги собира блокадите на кривина да не излета етен. За фатен онака грчевито за моторот и со каци ги собира. Стварно секоја чест за посветеноста. Ти на таа брзина да мислиш да не ти изгаси моторот, него да се држиш за него. Тоа му замеруваат на Пеко Бања, зашто не продолжи, тоа прочитав, некои коментари имаше, али ајде да собира податоци, што? Не, зашто не продолжи како што продолжува Маркез после секој пат, нели Маркез и онаму кота без могарка извозе некои 5-6 круга, кај што обичен човек најверојатно би му отпаднала од болка у грч, би му била ногата после 1-2-3 месеци. Посветеноста малце, знаеш, али него му е скршен духот више. Он мислам дека дури не ни сака да се качи на тој мотор. Имаше на warm-up, мислам дека ти пишав, на Пеко му избега онака предницата на warm-up пред трка. И онака со бокс замавна онака на кај моторот, као сигурно го пцуеше под кацига. И мислам дека веќе се ствара некој антагонизам помеѓу Пеко и тој мотор, што ќе му пречи многу ако не се деси некаква мала барем промена да види светло од крајот на тунелот, дека нешто се случува во позитивен правец. Мислам дека ќе подлабоко ќе тоне. Доминатиот викенд му се ситевме, се зезавме на негова сметка и ние и голем дел од нели светската јавност. А после овој викенд мислам дека почнуваме сите ние полека да го жалиме, затоа што гледаме дека оди од длабокото, онаму кај што не треба да оди. Значи сите тие изјави кои што ти како актуелен шампион кажуваш, ја не знам да возам така, овој знае да вози така, овој пегла, он е крив или ти реков ми рече. Во ситуации во кои што вака завршуваш трки и се понашаш, нели искажуваш нервоза и се, во ситуација во која што имаш Дукати, да се разбереме, се уште Дукатито е Дукати, значи колку и да не е добро, пак е Дукати и во споредба со другите е резултат на многу сериозна работа која што низ годините никој друг не може да ја спореди со било кој друг мотор или друг тим. Да имаш такви испливи на негативност и на како да кажам, разочарување, само за мене, окей, искажува јавно колку си ти во позиција на очај, што можеби не е паметно да го прави да го кажува сега, но од друга страна, што е многу потрагично, а не сакам да го гледам, е дека фрла сенка на неговите титули. Значи, многу брзо се забораваат титулите во после некои вакви епизоди. Многу брзо се забораваат титулите. Па сигурно сум дека за мир не ни знаат дел од публиката дека воопшто имал титула. Да, се слагам со тебе, ама мислам дека како и ка Мартин што се случи овакво една фрустрација која што го донесе до очај да се дрзне да прекине договор на сметка на непостоечки резултати. Така и кај Пеко се случува нека длабока фрустрација, особено ако убеден сум дека се работи за I told you so момент, дека моторот е у погрешен правец развиван и едноставно е во оче. А ти ова што кажуваше, да, така е логички да он не треба да ги искажува тие работи, не треба да го дига јавно да го небеса. Ја го разбирам се тоа, меѓутоа он е во една уникатна ситуација, изфрустриран длабоко, а од друга работа он е, знаеш, go free слоганот негов и мислам дека е тотално едно човече отворено и искрено и малтене хипи, до хипи стадион кој што не одговарал апсолутно на бизнисов и на спортов и на ruthless атмосфера во која што функционира и живе, али тоа е едноставно Пеко. Било кој друг, ти пази, ја мислам дека ние за Маркез немаме појма во која агонија он возеше и победуваше со онаа скршена рака, затоа што не сакаше да покаже слабост на никој. Ама он е Маркез, ова е Пеко, знаеш. Тоа е разликата помеѓу двајца. Апсолутно различни луѓе, различни карактери, меѓутоа знаеш како, во денешно време, во време кога толку голем притисок имаш од јавност во форма на социјални медиуми, во форма на ојле дојле за псевдонимски акаунт на Твитер, истресол некоја глупост и слично. Да. Ќе ти изедат тајкулите пираните, да. Тоа се сепак млади луѓе кои што виделе
живот, но не виделе многу живот, за да не ги вреѓам, не мислам дека нели не се живеани, меѓутоа животот го посветиле на трки. Средина се изолирани малтене, да. Они се на патека растени, они се апсолутно. И сега ако ќе ги ставиш ти на таков удар, они се сепак кревки, значи не изградиле на некаков тип на разделеност. Го кажувам, да, извини, те прекинувам стално, ама го кажувам во контекст на Мартин. Ја не го жалам. Сериозно го кажувам, многу го осудуваат, незрело, не вака, не онака, знаеш, ја го предаде тимот. Ја мислам дека тотално он понесен од емоции и во депресија е тешка за прави ова што го прави он. Не прави нешто злобно, он покушава да се излече од ситуацијата, а го прави тоа на тотално погрешен начин, за мене барем. Он треба да тотално да се смири, да заборави на трките дека не го излече телото, па после да се уклучи, ама тоа не е така лесно да се каже, знаеш, он само знае колку му е тешко да прекраја. Да, ама пази го сега моментот, значи он ме број 1. Значи MotoGP условно речено вложува пари во него. Мора да ги извади парите назад. Значи него го донесува на тркачки викенд пред 2-3 викенда како гостин. Нели беше таму, беше во бокс. Неговата кацига стои таму, неговиот мотор стои таму, во сите преноси го имаш, го спомнуваат. Притисок е тоа огромен. Медиумски на целата организација им е потребен бројот 1. Значи така функционира системот. Не може да функционира без број 1. И сега они медиумите од една или од друга страна и сама Дорна све живо и диво ќе направи за да го извади бројот 1 некаде да се видиме, сакаш. Овој не може да каже слушај, не ви играм више, чекате, јас на пауза сум. Не може, пошто се фатил норото, не можеш да излезеш ти така од него. У таа ситуација ќе најдеме начин, еве ќе те снимаме како искачаш од дома, ме сакаш. Имаш притисок што паметна Дорна ќе направи одличен документарец на тема на оваа сезона, може да продаде наредни 10 сезони комотно. А правеше Дорна за Марк Маркес за неговиот камбек. Не, правеше снимки за камбекот него. Да. Ал оваа сезона си е малтене на исто рамниште по поглед на драма. Плачат Леман плача за документарец. Значи не документарец, игра на серија. Само по себе Леман плача за игра на серија и еве Силверстон се приклучува кон тие кои што може да добијат своја серија. Баш така. Надминавме 1 сат, ничо, доста е. Доста е, да. А ќе да знаеме некоја што се случило. Не верувам дека у скоро време, пошто очекувам да се смират страстите помеѓу Априлија и Мартин. Во понеделникот кога слушнав реков готово да пукна тиквата, ама сега кога гледам изјавата и на Ривола и на ваква и на Мартин, мислам дека ќе направат се за да се објасни како што мислам дека се случувало позадински една тотално нерационална приказна што ја пуштија во медиумите, нерационална зашто не вистините, од нерационални побуди направена приказна. И мислам дека ќе си легне на брашното Мартин, особено после победата на Безеки, ќе рече, добро ме убедивте да пукнеш ме Кандиса, ќе каже затоа што знае дека овој мотор сега веќе 100% може да победи. Јас посакувам, иако не верувам дека такво нешто ќе се случи, да се расчисти овој, да речеме, оваа драма, да се расчисти со тоа што Мартин ќе објави дека му дава отказ на неговиот менаџер, кој што патем во исто време менаџери на Коста и на некои други војчи. Зарем мислиш дека менаџерот можел да го спречи ова што го направи? Ја мислам дека менаџерот го има иницирано. Не, ја мислам дека менаџерот го има иницирано. На основ на минато искуство? На основ на тактизирање и тресење на пазарот, да. На основ на тресење на пазарот и тактика на тоа како дига цена, спушта цена, преговара, пусти прави. Не се свиѓа ова што го кажа дефинитивно и ќе му биде во прилог на Мартин, затоа што она што го зборевме, они се прилично во еден изолиран свет и немаат баш многу
допир со тоа како функционира овие договори и последиците на сето тоа што се дешава, така да Но за добра тоа ти е ќе теорија. разговараме во некоја следна прилика, веројатно веќе следната епизода после трката во Арагон, на која што нормално сите очекуваме дека Марк Маркес ќе биде неприкосновен преди се, затоа што вози расипано лошо Дукати искршено кое што врска нема и затоа што е лева трка и така натаму. Така е. Ајде да се надеваме дека ќе биде трет дел на Леман и на Силверстон. Ете, нека заврне. Поздрав. Ајде, чао, чао.